Денеска продолжува судењето за случајот за убиството на малолетната Вања Ѓурчевска и велешанецот Панче Жизовски. Судењето продолжува со завршни зборови на обвинителството откако заврши доказната постапка. Речиштето го следи Дејан Трајковски. Дејан, по 10 месеци судење ќе може ли завршните зборови да ги дадат одговорите зошто се убиени Вања и Панче? Цаци, по неколку одложувања, па повторно случајот се враќа во судница. Како што кажа ти, обвинителството денеска ги има завршните зборови, односно прави сублимат и осврт на исказите на сведоците кои што беа повикани во постапката, како и едно резимирање на доказите кои што ги покажаат дали и како ќе се докажи, ќе се добијат одговори. Секако на крајот тоа судот ќе го каже. На изминатото рочиште заврши и доказната постапка, иако беше побарано од одбраната на Боре Видевски да се достават нови видеоснимки кои што требаше да бидат прибрани од бензински пумпи во Велес, но денеска неговата одбрана кажа дека не успеале да дојдат до снимките, но сепак обвинителството дошло до нив по наредба на судијата Ивица Стефановски и велат дека ништо од она што го наведувала одбраната во на снимките не може да се види, па затоа и нема да се изведат на денешното рочиште. Инаку сега по завршните зборови на обвинителството и на оштетените на следното рочиште ќе имаат завршен збор оштетените, пошто ќе следува и фазата на објавување на пресуда, па токму на твоето прашање се надеваме дека до крајот на ова судење ќе ги добие јавноста и одговорите кои што ги очекува. Секако ние остануваме тука, рочиштето е во тек, ќе го следиме, па секако со повеќе детали ќе јавиме во 15 часот. Цаци. Благодарам, Дејан. Тоа беше Дејан Трајковски за судењето за случајот за убиството на малолетната Вања Ѓурчевска и велешанецот Панче Жизовски.